Над 80 деца од Босна и Херцеговина се наоѓаат на територијата на милитантите на Исламската држава во Сирија и Ирак и представуваат темпирана бомба која може да биде опасност по безбедноста кога ќе се вратат. Ова се наведува во најновата студија на непрофитната организација Атлантска иницијатива од Сараево. Во студијата се додава дека босанските муслимани се најголемата група од Западен Балкан кои се борат за екстремистичката група Исламска држава во Сирија и Ирак, заедно со борци од Косово, Албанија, Македонија, Црна Гора и Србија. При тоа се прецизира дека бројот на возрастни босански борци, проценката до крајот на минатата година беше 188, се намалил на 91, откако 47 се вратиле во Босна и Херцеговина, додека 50 биле убиени. Во студијата исто така се наведува дека помалку од половината босанци во Сирија биле возрастни мажи, додека таму се уште имало над 50 жени и 80 деца. Некои од нив кои отишле во тој регион заедно со нивните семејства, како што се додава, веќе им се приклучиле на милитантите на Исламската држава. Според искажувања на сведоци и преку социјалните мрежи, момчиња од 13 и 14 години пред да заминат во борбените единици на Исламската држава биле обучувани од милитантите. Најмалку едно од нив било убиено во борбите, се наведува во студијата. Гледаме целосно нова генерација деца кои растат покрај бојно поле. Тие се темпирана бомба за секоја земја во која ќе отидат, вели коавторот на студијата Владо Азиновиќ. Заминувањето од Босна и Херцеговина и враќањата од Сирија скоро целосно запреа во почетокот на оваа година. Тоа дојде како резултат на мерките на босанските власти за судско гонење на борците кои имале намера да го сторат тоа, но и на оние што почнале да се враќаат. Босанските муслимани генерално се умерени, но некои од нив го прифатија радикалниот ислам од странските борци кои дојдоа во таа земја за време на војната од 1992 до 1995 година, за да се борат на страната на муслиманите против православните срби и католичките хрвати, наведува новинската агенција Reuters, која пренесува делови од најновата студија на невладината организација Атлантска иницијатива. Некои од нив формирале илегални заедници кои немаат поддршка од исламската верска заедница во Босна. Во студијата се наведува дека токму представници на исламската заедница во таа земја би можело да станат цел на одмазнички напади од страна на исламистите. Во минатиот ноември Енес Омерајич во Сараевската населба Рајловац уби двајца војници и рани неколку други лица, пошто се самоубил во својата куќа која била опколена од полицијата. Сараевските медиуми го идентификуваа напаѓачот како салафист, односно припадник на ултраконзервативната исламистичка идеологија која повикува на џихад во светот. Медиумите наведоа и тоа дека неколку блиски негови роднини биле во Сирија, но не и тој самиот.